Мојата мелодија за будење наутро е... Тоа е тоа. Јас сакам да биде весела песна, да ме разбуди што се валја да ми тргне ден. Ево ова е. Значи? Чека се зачудитам оваа пила. Да ме асоцирама така пострашно дека некој ме бара. Не може да ме гледам. Супер хит си ги зврште. Добре. Не, имам проблем некој со телефон. Не мора ова ето. Наставено. И кога ќе слушнам Савајле... Ме ежи сега како зove. Кој не спијал на часот? Значи, дефинитивно се успивам. Но сите што биле први. Прилично често. Кој? Многу. Па имам спијано, да. Јас во главно, да речи се на сите часови се успивам. На повеќе часови, не било само на еден. Посебно ако е тоа повеќе од 1 сат. Класа ми беше, знам, во основно географија и така он беше најлабав и му бев миленик и на географија така знаем да спијам. Тоа на македонски јазик. На химија, онак помалку. Најчесто на економија, биологија, химија, било што нема врска кој предмет, колку и да е забавен. Па, ради тоа што не сум сакал да идам во школа, сум спијал секогаш, не сум сакал да станам. Значи, што како малечка си барав чудни места за спиење. Најчудното. Значи, кој каде се снајде, креветот беше искористен, имаше маси. Значи, Најчудното, мислам дека е На автобуска. на седиште во автобус. На железничка станица. На автобуска на ступ. Воз и автобус сигурно не е чудно. најчесто спиев под маса. Дома заедно кај сме спиели. На Сепареју кафетерија. На клупата во читална. Во вагонот натре, спиење до Савајле. На земја, на тераса. Значи, јас не можам да спием никако свиткана и си спиев на масата горе. Мислам дека во шумот, под дрво. Подорев, знам така ми кажа дека подорев многу латерално спиење многу. Па рекордот ми е... Мојот рекорд е 17 часа. Мој личен рекорд во спиење 15 сати. Понекогаш 2 сати, понекогаш повеќе од 24. Никој 14 сати. 2,5 дена. Слабо? Мојот рекорд е 15 часа. Околу 14. Сега за сега. Планирам и повеќе. Рекорд ми е 15 сати. 14 сати. Да. Одам, полагам се, враќам дома и спијам. Дека ми пела да. Многу работи. Да, ми ставија пио. Много работи. Као дете шкорчиња, пасти. Шлак пена, на екскурзија беше тоа. Ми текнува еднаш кога бевме на Пелистер. Сме на годишен одмор со другари, пасти. Цела фаца ми е намачкана со паста. Со паста за заби. Мене ми се нема да се има некој посебен исклучок, ама... Мене не. Па не мене, искрено. Цел оркестар ми влезе у соба да ме разбуди, зашто јас секоја Сабајле кога се враќав од град ги будев. И они ме разбудија со... Имаше тапан, зурла, хармоника до мене и јас не станам. Запан онаков тапан со труби, со све. Се нервирам одма, ама одма може да се успие. Сестра ми има ставено луда пиперка. Јас кома. Значи спијам до Сабајлето, не ни знаеш што се случувало. Многу лесно спијам и нема шанси друг пат да ми направат. Треба се погоди ситуација за моментот да ми дојде
Тоа се, и го имав сонувано или нешто така, сега вака, Најинтересен сон. Ali interesен. најинтересен. Па не знам, секој сон е интересен кога го сонуваш, ама В принцип ги заборавам соновите. после тоа ретко се сеќаваш, се губи. И знам да ги запишувам, зашто баш имам некои интересни. Нема да го заборавам никогаш што е сон. Не знам, ја последно време сонам како цело време возам кола. Возев ролерки. Кога полагав за кола, бев обседната со возење и веројатно возев и кога спиев. Ја често сонувам банджи джампинг. Ама многу беше интересно што си возев, онака си тргам нели да си возам. Правев пируети, салта, све и кога се приземјав никогаш не паѓав. Сум била као бебиситерка или нешто така. После некој време сваќам дека летам со колата, значи не ми беше необично, туку викам супер, онака си. И скокав од високи места. Обично сонувам нешто како scary movie нешто. Во кој што ми имаат бркано. И обавезно се будам пред најстрашниот дел од сонот, обавезно се будам. И се имам заклучено во соба. Си летам, па си гледам долу, па гледам центар. Можда зашто ми не остварам сон, ама не знам што беше тоа што не бркаше. А чудна работа. Тие лошите кошмарите се памтат, а вие не се памтат. Не се ни сеќавам што беше тоа што не бркаше, знам дека представуваше нешто лошо. Као волшебник. Тоа е еден сон што го памтам и што го раскажувам, тоа ми е убав сон. Тоа е најдобриот сон што сум го сонувал до сега. И знам, најинтересниот дел е кога го отвори фрижидерот и ми рекол да земат као кофи. И дојдоа и се што имаше во фрижидерот бутнав и ми рекол дека ќе се криеме додека да не помине опасноста. Имам ми таа, сега да ќе ја пуштам и таа. Може. Таа како приспевна песна ми било. Кога заоѓа сонцето денот, Што го позлатува. едно дете сонува во светот. Вака, најчесто спијам на стомак, односно заспевам на стомак, како кој знае како се будам сегаш различни. Не знам, на стомак или вака на страна едноставно. Обиколеам цела парница и вака спијам. Само со едната рака, под неа рибака, само вака. И најчесто спијам вака со рацете, вака со главата. Да, спит на стомак. Или Јас сум двете различни како парница. ова поза, или Секојаш што едната рака под парница. Тоа е тоа. Некад ми се деше да гушкам. Значи вака како јастукот, ја вртам вака перницата, со едната рака под незе, со другата овде и си легнувам на стомак и спијам. Ке? Супер.